Добра вечер. Ова е дневникот на КТВ телевизија. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Одбележани 82 години од загинувањето на Мара Димова Анка. Кавадарчани не го забораваат името кое представува символ за женската храброст во борбата за слобода и социјална правда. Почитувани, денес се навршуваат 82 години од убиството на првоборецот Мара Димова со партизанското име Анка. Родена е на 8 јули 1918 година во Кавадарци, во земјоделско семејство кое не било во состојба да ја овозможи да се стекне со повисоко образование. Со цел да му помогне на своето семејство, по завршувањето на основното училиште се вработува како монополска работничка во тутуновиот комбинат. Мара Димова уште во 1937 година во монополот се бунтувала против големата експлоатација на работната рака и малите надници. Била непопуслива работничка, жена со силен карактер. Не се борила за себе, туку за сите работници за подобри услови за работа. Во напредното младинско движење се вклучува во 1941 година, кога станува член на Скоевската организација предводена од Стефан Хаджитефов Феткин. Учествува во штрајкот на монополските работници во април истата година. Активно учествува во подготовките за исфрлање на Тиквешки партизански одред, кога заедно со неколку другарки, членови на активот на АФЖ од Кавадарци, изработуваат облека за партизаните. Организираат собирање на санитетски материјал за партизаните кои го складираат во однапред определени куќи. Во партизани излегува во мај 1943 година во одредот Добри Даскалов, каде е одредена да работи во санитетската служба и го добива партизанското име Анка. По кратка обука, во одредот заедно со Ката Баснаркова, Ката Видикова и Маре Попатанасова се задолжени за санитетската служба, која во одредот ја раководел Киро Хаджи Василев, студент по медицина. Нејзиниот борбен пат продолжува во баталјонот Страшо Пинџур, а од декември 1943 година во втората македонска ударна бригада. Во борбата со германските војници, што ја водела втората македонска бригада на планината Бигла, на 28 април 1944 година е тешко ранета. По кратко лекување во импровизирана партизанска болница во Егејска Македонија, поради недостиг на соодветна нега и потребните лекарства, состојбата на 26 годишната Мара Димова Анка се влошува и таа им подлегнала на тешките рани на 12 мај 1944 година. Со загинувањето на Мара Димова Анка, борците од втората македонска ударна бригада загубија одличен борец и другар, а тоа представуваше ненадомеслива загуба за бригадата и тиквешијата. Нека ја вечна славата. Денес во општина Кавадарци, градоначалникот Митко Јанчев, заедно со службите од локалната самоуправа, представници од јавното предпријатие Комуналец и Мој општинар, остварија приемен ден со граѓаните. На средбите се разговараше за проблемите со кои се соочуваат граѓаните, но и за нивните предлози, сугестии и забелешки, поврзани со урбанизмот, комуналната инфраструктура и други прашања од локално значење. Целта на ваквите средби е директна комуникација со граѓаните и навремено решавање на нивните барања и потреби, велат од кабинетот на градоначалникот. Денес во основното општинско училиште Страшо Пинџур и подрачните училишта се мереше физичкиот фитнес, нутритивниот статус и статус на стапалата. Станува збор за проект кој општина Кавадарци го реализира со Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, а денес се реализираше мерење на 310 ученици. Заврши асфалтирањето на ново пробиената улица на булеварот Вејко Влаховиќ. Во предстојниот период ке следува и хортикултурно уредување на овој простор и обележување на хоризонтална сигнализација. Со низа активности денеска се заокружи неделата на сестринството и се одбележа 12 мај, светскиот ден на медицинските сестри и техничари. Под мотото дека медицинските сестри се иднината на здравствениот систем, во Кавадаричката болница беше организиран свечен прием од страна на менаџментот, како признание за нивната деноноќна пожртвуваност и грижа за пациентите. Денеска се одбележа 12 мај, светскиот ден на медицинските сестри и техничари. По тој повод од болницата во Кавадарци упатија искрени честитки и огромна благодарност до сите медицински сестри и техничари за нивната посветеност, хуманост и несебична грижа кон пациентите.
Во обраќањето од болницата се наведува дека денес се заокружува и одбележувањето на неделата на сестринството која започна на 5 мај, светскиот ден на акушерките. Во текот на изминатата недела беа реализирани повеќе активности организирани од медицинските сестри од нашата болница, со цел да се оддаде заслужено признание на оваа благородна професија, во која тие деноноќно и посветено се вложуваат за здравието и благосостојбата на пациентите. По повод овој значаен ден, директорката на болницата организираше свечен прием за медицинските сестри и техничари како знак на почит и благодарност за нивниот труд, професионалност и хуманост. Воедно во центарот на градскиот плоштад беше организирана превентивна акција за граѓаните, при што медицинските сестри вршеа бесплатно мерење на шеќер во крвта и крвен притисок, уште еднаш потврдувајќи ја нивната важна улога во зачувувањето на јавното здравје и грижата за заедницата. Медицинските сестри се двигатели на здравствениот систем и незаменлива алка во синџирот на здравствената грижа, од примарно до терциерно ниво на здравствена заштита. Нашите медицински сестри се нашата иднина. Честит 12 мај, светски ден на медицинските сестри и техничари, се наведува на крајот во обраќањето од раководството на Општа болница Кавадарци. Општина Росоман го објави јавниот повик за пријавување на штети од измрзнување. Пријавите ќе може да се поднесуваат од денеска до 20 мај во просториите на Општина Росоман. И Општина Росоман го објави јавниот повик за пријавување на штети на земјоделските насади настанати како последица од елементарната непогода мраз. Со овој повик се информираат земјоделците од Општина Росоман кои имаат претрпено штета на земјоделските насади настанати како последица од елементарната непогода мраз која зафати Општина Росоман во периодот од 2 до 4 мај, да ги пријават своите штети во просториите на Општина Росоман со поднесување на барање за надомест на штета. Барањето за надомест на штета од природни непогоди во земјоделието може да се подигне во архивата на Општина Росоман или да се превземе од веб страната на Општина Росоман. Земјоделците кои ќе поднесуваат пријави, потребно е да ги приложат и следниве документи: копија од лична карта, изјава за веродостојност на податоци, изјава за согласно за користење на лични податоци, трансакциона сметка и доказ за користење на земјиштето за насадите, решение за запишување на земјоделското стопанство во единствениот регистар на земјоделски стопанства издадено од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, имотен лист, договор за закуп заверен на нотар и елаборат со изјава за користење на земјиштето или друг доказ за собственост или користење на земјиштето. Пријавувањето на штетите може да се изврши во периодот од 12 до 20 мај, секој работен ден од 8 до 16 часот. Во проценката нема да се земат во предвид насади помлади од 3 години, како и насади кои не се обработуваат. Исто така, нема да се врши проценка на насади кои се веќе осигурани за 2026 година во осигурителните компании. 89 годишен маж од Општина Росоман го загуби животот во тешка сообраќајна несреќа што се случи вчера попладне на регионалниот пат Прилеп-Градско. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, несреќата била пријавена во 18:05 часот во Оделението за внатрешни работи Кавадарци. Товарно возило Сканија со кавадаречки регистарски ознаки, управувано од 45 годишниот РЈ од Кавадарци, удрило во пешакот КГ, кој починал на местото на настанот. На местото на несреќата излегле јавен обвинител и увидна екипа од Оделението за внатрешни работи Кавадарци. По насоки на обвинителот, возачот на камионот е лишен од слобода. Телото на починатиот е предадено на судска медицина за понатамошна анализа. Истрагата за причините за несреќата е во тек, информираат од секторот за внатрешни работи Велес.
Нарушување на меѓународниот углед и опасност од нова дипломатска изолација. Ова се главните пораки кои денеска ги упати лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Венко Филипче, осврнувајќи се на најновите чекори на македонската дипломатија. Обвини за отсуство на стратешка визија и нарушување на веќе воспоставените односи со соседите и стратешките партнери. Повторно видовме како функционира дипломатијата на ВМРО. Прво, Тимчо Муцунски премолча дека има средба со бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова Чамова. Потоа, кога излегоа информациите на европските медиуми, рече дека тоа било само кратка размена на зборови. Но најважно од се е која е пораката на министерката на Бугарија, а што Тимчо Муцунски и Христијан Мицкоски ја сокрија од јавноста. Ја цитирам. Бугарија има јасно изразен став, кој од 2022 година повеќе не е билатерално прашање, туку прашање меѓу Европската унија и земја кандидат. Овој прозорец за проширување може да се отвори во наредните години и ако тие не го искористат, навистина може да изгубат. Што значи ова? Бугарија потврдува дека прашањето за малцинствата во уставот не е бугарско, туку е европско прашање. И тоа е услов на Европската унија, а не на Бугарија. Европско, а не билатерално прашање. Високата представничка на ЕУ за надворешна и безбедносна политика, Каја Калас, вчера исто така упати порака дека Брисел е подготвен да ги поддржи земјите од регионот, но дека истовремено се очекуваат и реформи. Исто да го порача и Марта Кос дека има место во Европската унија за сите земји од Западен Балкан, но дека успехот зависи од спроведените реформи на земјите кандидати. И сите овие пораки во еден ден. И ова е точно тоа што ние го говориме изминативе повеќе од година дена. А Мицкоски и Муцунски продолжуваат да ги лажат македонските граѓани. Исто како што Историската комисија работи далеку од очите на јавноста цела година наназад. Прво ја кријат средбата, после тоа ја минимизираат. Потоа создаваат вештачки конфликт за да се сокрие вистината. Колку уште лаги се потребни? Колку уште спинувања се потребни? Колку уште блокирање на европскиот пат за да заштитат својата криминална група и да продолжат со грабежот на државата? Уште колку лажни вести пласирани од страна на ВМРО, Орбановите медиуми, фармите на тролови и на ботови? Што ветуваа? Дека ќе вратат името, дека ќе поништат Преспанскиот договор. Гласаа против. А сега, министерот Муцунски гостува на Euronews и кажува колку НАТО, внимавајте, било позитивна стратешка одлука за еднината на државата и креирање на клима за инвестиции. Па вакво разобличување на уште една нивна лага на ваков европски канал досега немало. Луѓето кои што беа против НАТО, кои што беа против Преспанскиот договор, луѓето кои што ќе го поништуваа Преспанскиот договор и ќе го враќа името, сега го фалат членството во НАТО. Меѓутоа граѓаните сега јасно гледаат. Најголеми предавници на еднината се Христијан Мицкоски и неговата криминална организација. Затоа што нема поголем патриотизам од признавање и потврдување на македонскиот идентитет и јазик во рамки на Европската унија. Нема повеќе лаги и вистината излегува на виделина. Како што лажат за сето тоа, лажат и за малцинствата. Малцинствата кои се европско прашање не го загрозуваат, туку го јакнат македонскиот идентитет. А внесувањето на малцинствата во уставот е основен предуслов да се поместиме од оваа мртва точка. И без тоа нема продолжување на преговорите со Европската унија. И тоа мора да биде јасно на сите граѓани. Правдата ќе победи. Реформи, правда и Европа. Тоа е вистинскиот пат напред за државата и за граѓаните. Филипче директно да одговори со што е уценет од група бугарски политичари за да води антимакедонска политика. Праша на денешната пресконференција портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Валентин Манасиевски. На сите им е јасно дека Филипче е корумпиран политичар, полн со криминали, афери и скандали.
но Филипче мора директно да одговори со што е уценет од група бугарски политичари за да води антимакедонска политика. Во тотална безидејност за политичкото делување, СДС и Филипче ги бранат бугарските наместо македонските интереси. Единствен, но и најгласен во државата кој бара спроведување на бугарските барања е токму Венко Филипче. Ова го прави само уценет политичар. Претходно беше Зоран Заев, а сега е Венко Филипче. Имено, Венко Филипче е политичар кој како председател на партија има понизок рейтинг од самата партија, од само 3%. И тој истиот се дрзнува да говори за евроинтегративниот процес на државата, но веќе граѓаните не се чудат на неговите говори, бидејќи од него и не се очекуваат некакви резултати. Венко Филипче, додека ја чува фотелјата во СДС, поклонета од Зоран Заев, јасно и гласно ги промовира неговите политики на удоволување на секој еден, освен на Македонија и македонскиот народ. Филипче по доаѓањето на новата власт во Бугарија не почека ниту ден. Веднаш се стави на располагање на Румен Радев и директно изјави дека доколку тој биде на власт, секое едно барање на Бугарија, тој за власт секако дека ќе го исполни. За среќа на македонскиот народ, Венко Филипче и СДС нема да дојдат на власт, затоа што со овие антидржавни политики и ненаучени лекции одржани од страна на граѓаните, наследните избори ќе станат маргинална партија, а веќе на изборите по тие може и да исчезнат од политичката сцена. Накид од 19-тиот и 20-тиот век од Штип и Штипско во куќата на Мирис и вкус во Кавадарци. На изложбата беа представени голем дел од пафти, токи и колани со кои располага завод и музеј Штип. Ова е денеска овде што сте изложени предметите се само еден дел од изложбата која што беше представена во Заводот и музеј во Штип и дел од каталогот кој што беше со истоимениот наслов, значи пафти, токи и колани од Штип и околината на Штип. Представен е накид или дел од накид кој што исклучиво го користат жените, значи ова е од женската народна носија, го носат и накид кој што го носат на половината, значи не на некој друг дел од телото, туку сето ова што ќе се види денеска е накид кој што го носеле на половината. Во овој накид имаме разновидни предмети, значи имаме пафти, тоа се метален украс за половината на кај жените, кој што е составен од 2 или повеќе токи, 2 или 3 токи и секако тој е прикачен на друг појас кој што го носеле на половината, кој што може да биде монистрен колан или може да биде колан направен од платно. Секако тоа заедно тие два предмета го сочинуваат целиот украс на половината на жената. Освен ова, значи овој накид може да го поделиме на повеќе видови. Имаме метални колани изработени во филигранска техника, значи имаме накид кој што е изработен во излиен на калап со гранулирање, со гравирање или со саватисување. Тоа се делови кои што ги користеле за украсување на самиот накид. Секако овој накид го правеле за најчиите во Штип и околината. Некои се од нив направени од скапоцени метали, меѓутоа најголемиот број од накидот е направен од обичен метал, а потоа е посребруван или позлатуван. Многу ретко може да се најде накид кој што е направен чисто од сребро. Техниките се разновидни, значи имаме филигранска техника, исто како што напоменав, како што е лиењето на калап, филигранската техника, изработувани со тенки сребрени жици за да се долови убавината на предметот, а сето тоа е благодарение на вредните раце на занајчиите кои што го изработувале овој накид. Оваа колекција овде што е донесена број 33 предмети и ако во изложбата во Штип, значи имавме изложено околу 100 предмети кои што го сочинуваат овој накид исклучиво за половината. Инаку Заводот и музеј Штип брои многу поголем број на предмети украси за накид, како што се обетки, значи некој друг накид за на глава кој што го користеле капи, монистрени накиди и друго. Прстени секако
спаѓаат исто така како репрезентативен број на накитот со кој што се украсувале луѓето. Оригиналните цртежи на Родолюб Атанасов ќе се најдат пред кавадаричката публика. Изложбата насловена како Визии, глава полна со луѓе, ќе биде отворена утре од 12 часот во Домот на културата. Во среда на 13 мај од 12 часот во галеријата пред Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци ќе се отвори ексклузивната изложба на еден од најпознатите македонски ликовни уметници Родолюб Анастасов, насловена како Визии, глава полна со луѓе. Изложбата се реализира во соработка помеѓу Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци и Издруженијето за архитектура, дизајн и култура Архифакт од Скопје, неформалната мрежа на музеи Музеум Линк како патувачки концепт. Продолжуваме со вести од спортот. Кошаркарското првенство на Македонија влегува во апсолутно неизвестна завршница. Откако во првото полуфинале МЗТ како актуелен шампион го искористи домашниот терен и славеше во дуелот со Пелистер со резултат 80-75, нешто слично се случи и на надпреварот број 2. Во Битола Пелистер го искористи домашниот терен и победи со 81-76 и на тој начин се избори за мајсторка која ќе се одигра на теренот на актуелниот шампион МЗТ. Во втората полуфинална пресметка, најпријатното изненадување сезонова и дебитантот во елитата екипата на маđари го изненади фаворизираниот тим на ТФТ и славеше победа на неговиот терен со резултат 82-84 по продолженија. ТФТ од психолошка гледна точка беше оптеретен со настапот во баражот за пласман во АБ1 лигата, каде патем речено, 2 пати беше поразен од екипата на борецот Чачак. Сега екипата на ТФТ може многу посериозно да му пристапи на вториот полуфинален дуел, кој ќе се одигра вечерва на теренот на маđари. Доколку сака да остане во полуфиналната серија, ТФТ едноставно мора да победи. Кај девојките сезоната и официјално заврши. Во големото финале, помеѓу Крива Паланка и Бадел, се одигра 4 средби, а до историската прва шампионска титула стигна екипата на Крива Паланка, која на крај славеше со вкупни 3:1. Во првите 2 дуели во Крива Паланка, домашната екипа славеше со убедливи 81-64 и 88-76, но во третиот надпревар Бадел забележа минимална победа на домашен терен со резултат 71-69. Во четвртиот надпревар на теренот на Бадел, Крива Паланка победи со 73-75 и првпат го освои шампионскиот пехар во Шпаркасе Суперлигата на Македонија. Кошаркарката на Крива Паланка, Аби Ние Хуес, го доби најголемото индивидуално признание и беше прогласена за MVP, односно најкорисен играч во финалната серија. Следува временската прогноза. Променливо облачно, претежно во западните делови ќе има повремен дожд. Локално ќе има услови за краткотраен пороен дожд и појава на ретки грмежи. Во западните делови ќе дува западен, а долж по Вардарието северен ветер, кој наместа повремено ќе засилува. Температурата ќе се движи од 9 до 22 степени. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам што бевте со нас и имајте пријатна вечер.